Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Полека изминуваат деновите на 2024 година, почитувани слушатели, за да во добро здраве и радост ја дочекаме новата 2025 година. Токму затоа и овие наши емисии ќе бидат покрај другото посветени на божичните и новогодишните празници со честитки. Да спомнам најпрво дека на 19 декември е празникот Свети Никола. Честит нека ни е празникот. Исто така честит именден на сите кои го носат името на Свети Никола, а посебно на мојот сопруг Никола и мојот драг пријател Никола Стојановски, како и честита слава, а посебно на моите соселани велгоштани. Токму затоа ќе отпочнеме со песна посветена на празникот Свети Никола во село Велгошти, каде и најголемиот дел од жителите го празнуваат овој празник, меѓу кои беше слава и на моите родители. Па честито и среќно. Село гости чека, денес е Свети Никола, полна софра со јадење и со пиење. Напите се, мили гости, Божије ден за славење. Господ здравје да ни даде и в година да си пречекаме. Напите се, гости, Божије ден за славење. Господ здравје да ни даде и в година да си пречекаме. Свети Никола, слава голема, се прославува и во Велгошти. Сите велгошчани три ноќи неотрезнати. Нема село со толку цркви, кој што има во Велгошти. Свети Климе, Света Петка, Свети Илија. А најгоре како бебем црква Свети Никола, како ангел чувар стои, ги штити сите велгошчани. А најгоре како
stoji, ги štiti site Velgošani. Sveti Nikola, slava golema, se proslavува и во Velgoši. Сите Velgošani доједеме пијани, 3 дни, 3 ноќи, неотрезнати. Свети Никола, слава голема, се прославува и во Велгоши. Сите Велгошани доедеме пијани, 3 дни, 3 ноќи, неотрезнати. 3 дни, 3 ноќи, неотрезнати. Како и секоја година, така и ова во салата на црквата Свети Климент Охридски традиционално веќе се организира дочек на новата година. За дочекот на новата 2025 година да биде посебен и да ви остане во незаборавено сеќавање, ќе се потруди специјалниот гостин солистот Зоран Ванев од Македонија, придружуван од музичарите Крис Димовски, Ник Стефановски, Љупчо Тупановски и Душко Петковски. Цената на тикетот е $125, а ќе има и 5 course meal and cash bar. Ви ветуваме ноќ за памтење, така велат организаторите. Затоа побрзајте да направите резервација на, ако се јавите на телефон 647 906 4058. Да повторам, 647 906 4058. Додиме со честитки од наши сонародници Ѓорѓ Стрезов, Грегори Цанев и Влади Гроздановски со својата фамилија, кои на сите нивни најблиски роднини, пријатели, соселани, целиот македонски народ им ги честитат божичните и новогодишните честитки со желба 2025 година да донесе поголема радост и среќа кај секој едно семејство, но и во сите делови на Македонија, само за убавина да се знае. Народе македонски, со какви идеи си ти, доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Не знаеш кој си, што си, другите не знаат. Срам голем е за тебе, сам да се не знаеш. Срам голем е за тебе, сам да се не знаеш.
Не сакаме богатство, не сакаме пари, тук сакаме слобода и човечки правдини. Тук сакаме слобода и човечки правдини. Народе македонски, со какви дейци ти, доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Организацијата Обединети македонци со председателот Ристо Дурловски по 52 пат ќе ја одржи Гоцевата вечер, комитска вечер во големата сала на црквата Свети Климент Охридски во Торонто на 1 февруари идната година. За почесен гостин овој пат е поканет Фикрет Сак, македонски деец од Турција. Повелете сите на Гоцевата вечер да го прославиме роденденот на македонскиот национален апостол и родендените на сите знаени и незнаени македонски борци за слобода и да се запознаеме со состојбата на многобројните македонци во Турција. За влезници јавете се кај председателот Ристо Дурловски на телефон 647-678-9360 или кај секретарот Драги Стојковски на телефон 416-823-6520. Жаклина Марковска, познатата солисткиња заедно со музичарот Ици Димитровски и Ичо, тя збогатат и развеселат атмосферата во Калифорнија ресторант за новогодишната ноќ. Доколку не сте одлучиле се уште каде да одите за дочек на новата 2025 година, нека тоа биде во Калифорнија ресторант на 914 Пейп Авенју и Мортимер. За резервација јавете се на 416-461-1251. Да повторам, 416-461-1251. А сега во продолжение одиме со боговите, односно митологијата во македонската историја. Во почетокот на универзумот Уран или небо бил најголем бог, Геа земја имала голема улога во создавањето на универзумот, соединувајќи се со Уран биле создадени првата генерација на богови од кои биле создадени титаните. Најпрвин биле создадени Океан и Тетида, Хиперион и Теа, Коеј и Фојба, Креј и Еурибија, Јапет и Клеменеа и Крон и Реја. Крон и Реја биле предодредени да со своето соединување произлезат идните господари на универзумот, и тоа Деметра, Хестија, Ат, Посейдон и Зевс. Овие богови подоцна ја поделиле власта и завладеале во светот. Во почетокот Уран и Геа биле заедно, но подоцна преминале на различни страни. Крон, кој припаѓал на првата генерација на богови, бил единствениот син на Геа, кој помагал да се освети на својот татко Уран. Откако во една битка го победил, тој не само што му го зазел неговото место, туку и неговите браќа ги однел во Тартар, а Уран го држал во затвореништво. Подоцна Крон се оженил со својата сестра Реја, но не сакал да преживее ниту едно од неговите деца. Така, од нивниот брак, првите 4 деца не преживеале. Кога Реја забременила со Зевс, таа побегнала на островот Крит, а во тајност го породила.
Само што пораснал Зевс го натерал на својот татко да ги ослободи на своите брајки и сестри. Со помошта на Хакатонихриди и Киклопи тој објавил војна на Крон, кој повторно се здружил со титаните. Така сите богови, стари и млади, учествувале во оваа борба. Во времето кога траела војната, титаните се населиле на планината Отра, а Зевс со своите сојузници на планината Олимп. Титаните биле водени од страна на Крон, Кеј, Кри, Хиперион, Јапет, Атлас или Атлант и олимписките богови од страна на Зевс, Хестија, Деметра, Хера или Вера, Ат, Посейдон, Хекатанхирите и Киклопите. На страната на Зевс застанал и Прометеј. По 10 годишна борба, олимписките богови победиле. Со ова ја распоредиле својата власт помеѓу себе си. Така за владетел на воздухот и небото станал Зевс, на морето и сите води Посейдон, на подземјето Ат Деметра, на земјоделството и така натаму. Победените титани биле затворени во Тартар. Станале стражари пред портите на Тартар, неутралните во војната кај Теја, пак Реја, Темида и така натаму, а не биле казнети од Зевс. Најмногу болката ја почувствувал Атлас, кој бил многу сурово казнет. Тој бил испратен на крајот на светот, местото каде морал на своето рамо да носи постојано небото и земјата или според некои други легенди целиот космос. Според некои легенди, Атлант бил цар на легендарниот остров Атлантида. Поголемата победа пак на титаните, Геја не можела да им прости на новите владетели на земја и барејќи освета, се разлутила и ги родила гигантите за да се освети. Бидејќи немале голема сила да ги достигнат новите богови, гигантите започнале да рушат се што ќе допреле. Според митот, од ваквата љутина на гигантите настанале и многобројните острови во Егејско море. Едноставно гигантите биле непобедливи, се додека Зевс не научил дека гигантите можат да бидат уништени само од соединение на еден смртник и еден бог. На страната на Зевс повторно застанала Посейдон, Аполон и Хефест. Најголема улога во војната одиграла Атена, која во текот на борбите се родила од главата на Зевс, убивајќи го гигантот Палант. Крајот на војната бил одбележан од страна на Херакле. Тој застанал на страната на олимписките богови и уништувајќи ги гигантите. Така власта над земјата, небото и водите останале во рацете на олимписките богови. Ете, тоа беше продолжение од македонската митологија. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препочтете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. За Божик и новата 2025 година со неискрени честитки во истата до сите најблиски родни, пријатели, соселани и целиот македонски народ, за сино Ибаво во истата, како и сите убавини за Македонија испраќаат Дорче и Даен Николовски, Крис и Јагода Николовски од село Подмочани, како и Джими и Вера Павловски од село Грешница, сите со своите фамилии. Песната "Велат не нема, ама еве сме", фамилиите Николовски и Павловски посакуваат да биде вечна заедно со Македонија и македонскиот народ. Тука сме ние вечни векови, во убав егеј бело
gorski, ovde na sveti naši koreni, od isti majki tuka rodeni. Velatne nema, ama evesme, somerak sredsolun oro igrame. Velatne nema, ama evesme, makedonski pesnik gordo peme. Kavo solundrama kavala, vo kukuš voden lišna grevena, gorena vičogramos herojski, se igra i pepak makedonski. Velatne nema, ama evesme, somerak sredsolun oro igrame. Velatne nema, ama evesme, makedonski pesnik gordo peme. Meni je odpred Isusa na svoja zemlja makedonska. Tuka sme, tuka ostanuvame i ime sveto ne menuvame. Velatne nema, ama evesme, somerak sredsolun oro igrame. Velatne nema, ama evesme, makedonski pesnik gordo peme. Makedonski pesnik gordo peme. Познатиот канадски политичар од македонско потекло Даниел Мейсин, заедно со неговата мајка Лета, која е со потекло од село Вмбел, тој со неговата фамилија до сите своји најблиски роднини, пријатели, целиот македонски народ посакува добро здраве и просперитет во новата 2025 година, честитајќи ги новогодишните и божичните празници. А како честитка, до сите вас, почитувани сонародници, ја испраќа песната Кинисав да одам. Sada oda, kini sada oda, kini sada oda, ovom bela na gosti, ovom bela na gosti, oj dudurde, oj dudurde, oj dudurde, oj dudurde, oj dudurde,
a verovi dojde, vrni se nevesto, vrni se nevesto. Momčeto ti dojde, momčeto ti dojde, momčeto ti dojde, doma ne te najde, doma ne te najde, tuku mi te najde, tuku mi te najde, tuku mi te najde u majkana gosti, u majkana gosti. Blusna beli rci, blusna beli rci, blusna beli rci, polni beležici, polni beležici. Lele jaska šona, lele jaska šona, kojke moja nadimela ta promena, sosebna pravena. Neka moja gadi, neka moja gadi, neka moja gadi, Sonja Koljovica, Sonja Koljovica. Neka moja gadi, Sonja Koljovica, i ja trva kiraca. Од рубриката Верувале или не, или едно подсетување. Некои луѓе, како денар да имаат, односно колку за еден денар или скршена пара вредат. Ќе прашате зошто? Просто и јасно. Има две лица, односно некои се дволични, мислат дека тие исто се и се што и подценуваат други, или поточно се само бендисани, што викаме народно, со големо его. Иако јасно е повеќе од се дека таквите луѓе не вредат, ама баш за ништо. Република Македонија е најпланинската земја на светот. Има 34 планини и сите се над 2000 метри надморска височина. Охридското езеро е старо преку 5 милиони години. Најстаро во Европа, а можеби и во светот, со богата историја, култура, археолошки наоѓалишта и природна убавина. Тоа покрива 358,2 километри квадратни во должина, исто така од 30,8 километри и широчина 14,8 километри, додека пак длабочина од 289 метри. Имено Охридското езеро е најдлабоко помеѓу селата Пештани и Трпејца.
Македонија станува римска провинција во 146 година пред нашата ера, кога римјаните ги укинуваат 4 републики во античка Македонија, а тоа се Епир, Тесалија, Илирија и Тракија, со главен град Солун. Меѓу 80-тите и 70-тите години пред нашата ера, римјаните од источниот дел на Балканскиот полуостров, што тогаш се викал Македонски полуостров, а пак Јадранското море Македонски залив, се до реката Дунав и голем број на градови кај Црното море како Констанца од Романија, Варна и Несебар од воденишна Бугарија, но исто така и крајбрежните области на Егејско море и Мраморното море. Кога свири Британија ја населиле македонските племиња Бриги, но Германија на Германско-нордискиот институт, само да не биде македонско, место во Бриганија ја замени со Британија, а другото пак македонско племе Скити отидоа во денешна Русија и така натаму. И уште една информација. Во Библијата е напишано дека пропаста на светот наречено Армагедон, повторно намерна грешка од Германија. Правилно е Ар-Македон, односно богот Ар или Арес, кој беше син на Хера, односно Вера, која го роди без машко семе и многу сакал крвави колежи, но затоа пак е и најомразен меѓу олимписките богови, а Ара значи несреќа или катастрофа. Ете и тоа беше од рубриката Веровале или не, но да одиме повторно со новогодишни и божични честитки. Во добро здравје и расположение во новата 2025 година со честитки желби, како и среќен Божик до сите нивни најблиски роднини, пријатели, соселани и целиот македонски народ испраќаат Мица Кочовска, како и браќата Марко и Петри Јановски од село Велушина, сите со своите фамилии. Песната нека ве развесели сите вас, да ги развесели вашите души и нека биде една поука во која треба да живееме во мир и спокојство, а идната година на Македонија сите убавени. ми е душата, старо младо станува, наоро заигрува. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, наоро заигрува. Свири гајдати, турне раздени. Свири гајдати, свири ми брапети, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдати, песна македонска, сите да станеме, долго да заиграме. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдати, турне раздени. Свири гајдати, свири ми брапети, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдати,
Нашиот сонародник Митко Роштанковски од Макфен со својата сопруга Виолета и фамилијата испраќа најсрдечни честитки по повод новата 2025 година и божичните празници до сите негови најблиски роднини, пријатели, соселани, муштери и целиот македонски народ со желба за просперитетна година и убавини во секој семејство, а Македонија и македонскиот народ да ги победи сите неправди нанесени врз нив. Песната заветна нека биде и голем завет, голем аманет до сите нас во одбрана на македонското име и се што е македонско. Negde ќе те премолча, негде ќе те сокрија, гроб со гроба ќе покрија. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш и извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Може да те одречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Со честитките божични и новогодишни ќе продолжиме и во ината наша емисија, но затоа пак да ве подсетам на 19 декември, кога и празникот Свети Никола, повелете во сите македонски православни цркви од 10 часот утрото на заедничка богослужба, но истовремено и во црквата Свети Климент Охридски, што располага со 3 модерно опремени сали за ваши крштевки, родендени и слично. Телефонот е 416-421-7451. А сега да ги проследиме новините од Македонија. Информации на оваа тема ги гледаме во прилогот.
Во стотици илјади евра се пресметува штетата која ја предизвика екс-амбасадорот Фрчковски. Министерот Муцунски вели дека сериозни се индициите за злоупотреби на буџетските средства, но внатрешната постапка во МНР, која треба да ги утврди сите детали, е се уште во тек. До крајот на годината се очекува Министерството да ги има и сите потребни информации, а предметот ќе биде предаден и на јавните обвинители. Поранешниот амбасадор Фрчковски имаме сериозни индици. Спроведена е внатрешна постапка во рамките на Министерството. Информациите кои што стигнаа до мене се навистина многу загрижувачки за еден процес кој што траел подолг период во тоа дипломатско-конзуларно представништво. Се изразувам многу дипломатски кога велам сум загрижен. Вакви состојби не смеат да се повторуваат како што се повторувале во последните години, посебно кога индициите ни укажуваат дека штетата е во 6 цифри во евра. МНР подготви ново законско решение кое треба да ја професионализира дипломатијата. 1/2 од именуваните амбасадори ќе бидат од редот на професионалните дипломати од Министерството. Нивниот мандат ќе се зголеми од сегашните 3 на 4 години. Ќе се зголемат платите и трошоците за живот и ќе се спречи можноста шефот на државата да ги подпишува указите без да поминат соодветните процедури во собранието. Со предложените измени е опфатена и ситуацијата која во изминатиот период предизвика поголеми полемики околу спроведувањето на процесот на именување амбасадори и улогата на собранието во тој процес. Тогаш бевме сведоци каде законот во повеќе наврати беше прикршуван, при што спротивно на него беа упатени повеќе амбасадори. Измените на законот го допрецизираат законското решение во делот на учеството на собранието. Во иднина по усвојувањето на овој закон ќе се отфрли можноста председателот на државата да го потпише указот без да биде испочитувана соодветна процедура во собранието. Законот ќе се носи во транспарентна и редовна постапка во законодавниот дом во однос на амбасадорските места кои се испразнуваат до крајот на годината, меѓу кои она во НАТО. Министерот Муцунски вели дека во тек се постапките за именување на нови лица, а во меѓувреме амбасадите ќе ги водат вршители на должност. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Остра порака од премиерот Мицковски пред посетата на Брисел за самитот ЕУ Западен Балкан. Во вторник ќе оди на состанокот, но вели дека уцени не прифаќа. Откако според него се покажало дека политичарите во Брисел потпаднале на уцени од политичари кои со мислите се во среден век, вели дека за такви отстапки ќе мора да си најдат друга влада. Од СДСМ пак бараат одговор од премиерот за следните чекори на владата. Премиерот во вторник патува во нова посета на Брисел, но со стари позиции. Тоа што можевме да го понудиме, веќе го понудивме, порача тој додавајки дека е крајно време Брисел да престане да биде заложник на политичари кои живеат во минатото. Ние повеќе отстапки немаме намера да правиме додека сме влада. Ако си најдат некоја друга влада, тогаш нека си ја донесат, нека си прави таа. Ова влада такви отстапки нема да прави, затоа што не е аргументот, тоа е тоа, знаете 27 се така. Тој аргумент не води таму каде што сме денеска. И ја води Европската унија таму каде што не треба да ја води. Гледате секој ден некој некому поставува вето, некој ден некому поставува некаков ултиматум. Тоа не е добро. Мицковски констатира дека Македонија и Балканот не се во фокусот на оваа администрација во Брисел, но како што рече, тоа не значи дека ние не треба да си ја завршиме домашната задача. Ние ќе продолжиме да промовираме европски вредности, ќе се вршиме домашната задача. Тука сме, ако се подготвени да најдеме конструктивно решение и да го продолжиме патот во ред, во секое време сме подготвени да се позитивно да одговориме на таквото барање. Спротивно, можам да заклучам дека ние како држава Балканот за жал не сме во фокусот на оваа администрација на Брисел. Во СДСМ терористичка група која оперирала во Струга и во Гостивар. Апсени се 4 лица кои според полицијата планирале терористички активности и во земјава. Мирјана Давидовски имаме во овие вести во живо со деталите. Мирјана, има ли информации какви биле плановите на оваа терористичка група?
резултати има, но не многу детални, со оглед на тоа дека оваа акција на МВР се спроведувала утрово. Разбиена е терористичка килија која планирала терористички напади во земјава, но и вакви напади во земјите од регионот. При акцијата која се одвивала во Гостевар и Струга, приведени се 4 македонски државјани. Тие се под сомнение дека организирале вакви напади, но исто така и обучувале други лица од земјава, но и од Балканот, кои што ќе им користеле за реализација на своите терористички акции. Овие лица, според министерот за внатрешни работи Тошковски, биле следени подолг период од страна на безбедносните служби на земјава, но добиле помош и од меѓународните партнери. Според Тошковски, оваа терористичка келија се поврзува со одредени екстремистички религиозни групи и лица и од други земји, но тој не сакаше да откри од кои. Во продолжение ве изјавата Тошковски. Имаме доста докази во насока на подкрепено основано сомнение дека овие лица постапувале во насока да организираат во иднина одредени несакани настани кои што би можеле да ја загрозат безбедноста како на Македонија, така и на други држави. Нивната цел била да индоктринираат, да коптираат останати луѓе од овие простори, од Балканот, кои што би можеле да делуваат соодветно во насока на реализација на нивните цели. Следени се подолг период, пак ќе повторам, од страна на безбедносните служби во Македонија. Оваа терористичка келија, така да наречеме, се поврзани со одредени групации. Имаме основани сомненија дека се поврзани со одредени групации кои што се во поддршка на одредени екстремистички религиозни групи. За оваа акција потврда добивме од обвинителството, но деталите за целата акција ги најавија за утре, бидејќи како што соопштија оттаму, се уште се работи на терен, се извршуваат претреси и се прибираат материјални докази. Инаку најавија дека во текот на денешниот ден 4 приведени македонски државјани кои што организирале терористички напади кои требале да ги извршат во земјава, но и во земји од регионот, во текот на денешниот ден ќе бидат изведени овде во кривичниот суд пред судија на претходна постапка за одредување на мерки притвор. Што друго? Опозицијата од албанскиот политички блок препознава притисоци врз уставниот суд кој треба да одлучува за примена на јазикот. Бараат власта да го повлече барањето за испитување на уставноста на законот. Чинот на повлекување на оваа иницијатива и запирање на притисоците врз институциите ќе биде конкретен доказ дека премиерот не користи празни декларации за да ги покрие действијата кои се спротивни на еднаквоста и интеграцијата, се вели во соопштението на ДУИ. Од партијата на власт, прстот за притисоци и партизација го вперуваат кон претходната владеачка гарнитура. Велат, судските одлуки се носеле по диктат. Довербата во судството е само 2% заради тоа што судиите наместо по закон работеле под притисок. Во ситуација кога знаеме дека Груби обликувал судски одлуки, логички се поставува прашањето колку предмети се завршени под негов диктат. Изминатата недела американските власти ја проширија црната листа со додавање на поранешниот вице-премиер Груби и апелациониот судија Беџети, бидејќи имале докази дека влијаеле врз предметот за масовното прислушување. Во меѓувреме, полицијата бараше документи од судскиот совет, за кои претходно премиерот Мицкоски говореше дека има сомнеж за фалсификување записници. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Измените на Законот за средно образование со кој се регулира интонирањето на државната химна и употребата на македонскиот јазик во сите училишта го става на нов тест председателот на Собранието. Африм Гаши вели дека ќе постапи согласно закон, но и покрај тоа што помина на комисиска расправа, законот не е ставен на дневен ред на пленарна седница. Од ДУИ велат дека ова законско решение ќе предизвика поголеми подоби во општеството. Од и според нив државната химна не ги представувала сите заедници подеднакво.
Спикерот Африм Гаши не открива дали и кога ќе се најдат на пленарна седница предлог измените кои предвидуваат интонирање на химната во средни училишта. Во краток одговор за Сител вели, како е по деловник, така ќе постапиме. Инаку други пристигнати материјали на 5 декември, како што се и овие, веќе се ставени на дневниот ред за седницата закажана за среда на 18 декември. Според деловникот, материјалите примени и доставени до пратениците во првите 5 работни дена на почетокот на месецот се разгледуваат во тековниот месец. До крајот на декември закажана е седница и на 25 за годишното обраќање на претседателката на државата, а последниот четврток е резервиран за пратенички прашања. Други седници во календарот засега нема. Овие законски одредби веќе поминаа на комисиска расправа каде беше одлучено да преминат во понатамошна процедура. Пратениците од Европскиот фронт најавија дека ќе ги употребат сите механизми за да ги оспорат измените на закона. Албанската опозиција смета дека законот е неприфатлив и непотребен и вела дека е потек на агресивен национализам кој го практикува оваа влада. Државната химна на Република Северна Македонија, многу повеќе етничка химна на македонскиот народ, него што е државна химна, затоа што не ги рефлектира меѓуетничките односи во државата, мултиетничкиот карактер на државата, демографското сочинување на државата. Пратениците од Европскиот фронт очекуваат дека овие измени ќе се најдат на дневен ред на пленарна, имајќи предвид досегашната пракса како и за законот за бранителите. Дури и да се донесе, неговата примена велат нема да биде целосна. Знаеме дека има општини во Македонија кои се со претежно албанско население, од друга страна кои што се со претежно македонско население, и значи некои општини ќе донесуваат одлуки за применување на овој закон, други општини нема да донесат одлука за применување, така да со овој закон мислиме дека придонесуваме што повеќе кон поделби во општеството. Ние како Европски фронт нема да го поддржиме и ќе правиме се што ни овозможува деловникот на собранието овој предлог закон да се стопира. Пратениците од ДУИ веќе најавија преку 10.000 амандмани. Од Европскиот фронт велат не се исклучува можноста да го блокираат собранието, бидејќи службите раководени од претседателот Гаши, како што велат, го кршат уставот и законот за службена примена на албанскиот јазик. Реагира дека сите материјали за работа не им биле доставени на албански јазик и на тој начин се оневозможени да работат. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Секој човек балканец, добра капка милува, ама коктел балкански никако не бидува. Ај на злите јазици, удрете и катанци, и за нови денови, биде браќа балканци. Ubavo, tursko piwo studenno, deserno za dugo, ne bilo studeno, deserno za dugo, ne bilo studeno. Sekoj čovjek balkanec, dobra kapka miluva, ama koktel balkanski nikako ne biduva. Aj na zlite jaznici, udrete i kataci, i za novi denovi ide braća balkanci. Kod Albanija,
Srpska luta slivova Vidi brate odevno Da ne bije posledno Vidi brate odevno Da ne bije posledno Svekoj čovek Balkanec Dobra kapka miluma Ama koktel balkanski Nikako ne biduva Aj nazvite jazici Udrete im tatanci I za novi denovi Idite braća Balkanci Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седмица, слушајте ни идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.